Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Мултиплекс склерозата е болест со 1000 лица. Така ја опишуваат, бидејќи долга е листата на симптомите што ги предизвикува. Не е сосема јасна причината за незината појавност и обично текот на болеста е непредвидлив. Се работи за воспалителна болест на централниот нервен систем, која е вообичаено водечка причина за инвалидитет кај помладата популација. За животот со мултиплекс склероза денеска зборуваме со Ана Карајанова Димитрушева, пациентка со оваа болест и председателка на Националното здружение за мултиплекс склероза, и научен соработник доктор Бојан Бошковски, невролог од Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Ке погледнеме блок реклами, а потоа следува разговорот во студиото на Телма. Се гледаме наскоро. Зошто мултиплекс склерозата се опишува како болест со 1000 лица, ќе ја запрашаме гостинката која што со мене во студиото на Телма, Ана Карајанова Димитрушева, пациентка со оваа болест, воедно председателка на Националното здружение за мултиплекс склероза. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Вие воедно сте мајка на Матеј. Точно. По професија правник. Така. Борец. Да. И вашиот живот драматично се промени во 1999 година. Јас секогаш викам, јас сум болна од минатиот век. Така што да, во тоа време не постоја информации како сега што сме нападнати од сите страни со информации, да се чита, да се информираш за својата болест, нели, за било што, за терапии и така натаму. Тогаш бевме малку, нели, се уште не беше го немаше интернетот, немаше размена на информации, размена на искуства, да речеме, други држави, па гледаш како е решено во една држава одреден проблем, како е решен во друга држава, и тогаш го немаше тоа, па некако се снаоѓавме, што се вика, кој како знае. Кои беа вас првите симптоми кои што ви упатија во болница на преглед? Вака сега, точно во болница, не на неврологија, туку во болница, затоа што, нели, како лаик во медицината, па и да си медицинско лице, сигурно нема да ти дојде на крај памет било каков симптом, е случајно да не има мултипла склероза. Затоа што од една причина што мултипла склерозата многу често се меша со други 13 до 16 симптоми на други болести. Иако да се навратам на прашањево, ме прашавте за кој ми беше првиот симптом, да. Првиот симптом ми беше после стресен период, тоа е, нели, факултетски денови, се бркаат просеци, треба да се упише семестар, се преполагаат испити и така натаму. Станувам едно утро, јас не гледам ништо на десното око, апсолутно ништо. Тука малку ми стана чудна целата работа, викам, ако ми се намалил видот, не е можно толку, нели, па баш преку ноќ воопшто да не гледаш, до вчера си супер, од утрово, нели, окото не ти функционира. Нормално се упативме на клиника, во Универзитетска клиника Мајка Тереза, не знам дали тогаш и беше тоа името, меѓутоа знаеме, нели, која болница е, наочно. Таму, нели, ме примија, ми дадоа терапија, истата терапија понатаму ми ја продолжија на неврологија, и сега во тие 2 дена, додека бев наочно, нели, примав кортикостероиди за да се опорави, односно да се врати видот и, нели, да се намали воспалението. Веднаш се посомневаа на мултиплекс склероза? Мислам дека докторката, беше премногу стручна. Јас мислам дека баш ја виде причината дека е воспаление на очниот нерв. Меѓутоа, сепак, последниот збор треба да го имаат невролозите. Од таму, за среќа, добро, во семејството, нели, кај мене има невролози, дојдоа да ме посетат, да ме посетат, затоа што сум примена во болница, не знае од која причина, ме прегледа, нормалното имануелен преглед невролошки, и некако најверојатно се посомнева и само се погледна, од утре ќе дојдеш да лежиш ти на клиниката за неврологија, веднаш ми направија магнетна резонанца, беше јасно видлива болеста, бидејќи кај некои пациенти треба навистина подолг период за да се постави дијагноза. И сега треба подолг период, меѓутоа од друга страна и кај многу пациенти ги шетаат, да речеме, ќе се пожали на движење, моторика, кичма,
и така натаму, па ги шетаат по ортопеди, па рехабилитација, обоне и проминува доста долг период додека се востанови дека се работи за мултипла склероза. Така. Затоа што баш нели напоменав дека се мешаат симптомите со, мислам, заеднички се симптомите и со други, да речеме, состојби и болести. Така, на која возраст ви беше поставена диагнозата? Јас на 20 години. На 20 години, Да. обично кај млади лица се поставува оваа диагноза и Па зошто? да, јас сум некако по учебник се вели дека од 20 до 40 годишна возраст најчесто се диагностицира МС. Јас значи баш на 20 годишна да го фатам периодот. Значи точно Мислам- на долната граница Да, кога да, започнуваат симптомите, зошто е тоа така ќе ни појасни докторот кој што сега ќе влезе во студиото на Тилма. Станува збор за научен соработник доктор Бојан Бошковски, невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Добре ни дојдовте, докторе. Повелете. Веќе слушнавте дел од приказната на Ана, Така е. воедно и се Да. познавате, ги Да. знаете Апсолутно. повеќето детали. Да. Споминавме дека кај млади лица обично се јавува возраста. Јас најдов на податок и дека тоа обично се случува кај женската популација во некој сооднос 3:1 во однос на мажите. Зошто е тоа така? Најчесто се јавува повеќе се јавува кај женската популација, точно е тоа, се јавува од 2 до 3 пати повеќе. Просечно да речеме 2, нешто зависи кои студии се гледаат. Тоа е поврзано заради тоа што мажите се разликуваат со жените, нели? Жените имаат посебна женски хормони кои што на еден вид другачие влијае на имуниот систем и генерално се разликуваат во однос на мажите и заради тоа се смета дека имаат поголем ризик за развој на мултипла склероза и се јавуваат, што е најлошо, кај се јавуваат кај младата популација, работоспособна популација во репродуктивниот период. Обично болеста вела дека има многу лица. Имитира, како што споминавте, 13 болести, ако не Па се јас лажам. мислам дека се повеќе од 13, на едно место прочитав дека се 13, меѓутоа видов дека има друга статија каде што се вели дека се 16, значи заеднички Значи, се има симптоми кои и што со- укажуваат на најразлични болести. И ве спомена Ана дека незиниот прв симптом бил Оптичкиот невритис, да. Бил зафатен оптичкиот нерв, односно го изгубила видот на едното око. Дали е тоа најчестиот симптом кај пациентите? Тоа е еден од најчестите симптоми. Меѓутоа, тоа е исто така и симптом кој што може да сугерира некакво воспаление. Тоа е нагло губење на видот, намалено видно поле или комплетно губење на видот, кое што се случува во развој од неколку денови и тоа сепак може да сугерира дека станува збор за некакво воспаление. Меѓутоа, кога станува збор за другите симптоми, како што е потешкоти со одот или пак замор, ако се јават како први симптоми, тогаш најчесто гледаме дека многу покасно се диагностицира болеста. Така, бидејќи заморот може да биде предизвикан од најразлични причини. Не може да се помисли веднаш. Болести, а особено кога станува збор само со одењето, тоа постепено се намалува должината на одењето без одмор и така тоа е некој неспецифичен симптом на почеток, така пациентите не го препознаваат тоа или сметаат дека е нешто друго, па и лекарите не го препознаваат, најчесто се препишува на кичма, значи на ишијас и така, меѓутоа некогаш станува збор и за почеток на мултипла склероза. Од што зависи каков симптом ќе се развие кај пациентот со мултиплекс склероза? Значи, болеста е во основа имунолошка болест, тоа е воспалителна болест на централниот нервен систем и се јавува во целиот централен нервен систем, вклучувајќи го големиот мозок, нели, малиот мозок и рветниот мозок. Зависност каде прв пат ќе се појават и оптичките нерви, како што рековме, зависност каде прв пат ќе се појави тоа воспаление, каде што ќе се манифестира со симптоми, такви ќе бидат и симптомите. Најчесто тоа е еден од најчестите симптоми е воспалението на оптичкиот нерв и со тоа загуба на видот. Меѓутоа не мора секогаш да почне со тоа, може да почне со слабост на една страна од телото или пак да почне со слабост само на нозете или пак да почне со чувство на трпки, трнење, намален носет на одреден дел од телото или на една рака или една нога, не мора да биде секогаш е зафатена само една страна на телото не или мора не да е биде тоа една правило? страна, може да биде левата рака со десната нога. Зависи каде ќе се манифестира тоа воспаление, односно кое воспаление ќе направи симптоми и клиничка слика со која што ние потоа се сомневаме и одиме кон диагноза. Ана, споминавте дека кога ја добивте вие диагнозата, всушност и немаше достапност на информации како денеска, интернетот не беше тука.
Епа, како дојдовте до информации, како истражувавте за каква болест се работи? Се распрашувавте, предпоставувам. Сигурно прочитавте дека е прогресивна болест која што води кон инвалидитет. Мислам дека во тој период, добро одамна беше тоа, пред 24 години, мислам дека не премногу се интересирав да чепкам нели каква болест. Некако и тогашниот доктор што ми беше, не знам, доктор Бошковски дали го памти, доктор Пасху. Да, како не. Да, така, искусен доктор, он што ме посоветува, ќе ги правиш истите работи што си ги правела до сега. Во смисла на продолжи со животот. Нели, на истиот начин, без да се ограничуваш од било што. Но беше ли можно тоа баш така да биде, да не се сега, ограничите? добро, Можете нормално да планирате одмори, екскурзии со пријатели и слично? Така, јас, да, единствено што ме ограничуваше е терапијата кога ја примав, затоа што мораше да бидат на одредена температура, да се чуваат и така натаму, па ги примав на 2 дена, интерферонска терапија. Тоа малце ми беше ограничување, меѓутоа некако баш се снаоѓав, продолжив сега добро. Јас бев студент втора година, што се вика дете од втора година, не можеш да му кажеш и смееш ова, не смееш ова. Во тој период мислиме дека се можеме буквално. И некако изгледа јас така си го живеев тој период. Значи немавте психолошки пат, што е многу важно. Вие сте сега многу позитивна, постојано насмејана. Вела дека позитивниот дух е многу важен во борбата со која било болест. Да, па верувам дека е така, да. Многу често ме прашуваат и други лица ме прашуваат, буквално се малце незгодно прашање, дали некогаш сум била во депресија. И сега ја размислувам и им одговарам, па сега, или не сум била, или јас не знам дека сум била. Затоа што не сум почувствувала на мене, не знам како треба да изгледа депресијата. Така, но не сите пациенти реагираат вака. Да, чест симптом на МС од депресијата. Бидејќи обично и млади, возрастни лица се соочуваат со оваа диагноза, тешко ли е да им ја соопштите? Што значи ако паднат во депресија, ако станат песимисти за текот на болест? Искрено, депресијата е многу чест симптом, или барем да не го кажеме тоа депресија, да го кажеме намалено расположение и анксиозност, односно страф од иднината, што ќе се случува, особено во првите години од почетокот, односно од диагнозата. Дури има и студии во Германија што се правени дека дури 70% од пациентите во првата година имаат чувство на страф и намалено расположение. Делумно е објективно, заради тоа што се плашат како ќе биде, што ќе биде и така натаму. Меѓутоа, исто така и самата болест може да доведе до намалено расположение заради тоа што се оштетува централниот нервен систем, како што реков. Тоа може да биде симптом всушност. И симптом, така, и тој тие ги викаме невидливи симптоми, односно пациентите можеби не ги препознаваат и така, а сепак е намалено расположението. Тоа пак предизвикува други проблеми, како што е ако е намалено расположението, ако имаме доза на анксиозност, потоа страда спиењето, па потоа тоа се вртиме во круг, па после доколку има замор, дополнително што може да биде од неспиење, а и самата болест дава замор, дополнително ќе се тоа потенцира исто така расположението, се намалува дружењето, работните обврски се намалуваат, односно работата се намалува, односно продуктивноста се намалува, така да сето тоа се врти во круг и затоа е многу битно да го препознаеме на почеток и да разговараме со пациентите и доколку има потреба и тоа да се лекува. Со психолог, со психијатар? Да, некогаш само со разговор, со поддршка и така, меѓутоа некогаш можеби треба и лекови. Претпоставам дека е многу важна поддршката на семејството во овие моменти. Апсолутно. Како вашето семејство реагираше кога разбра дека нивната ќерка има диагноза мултиплекс склероза, хронична болест која што ќе ја прати во текот на целиот живот? Колку што ми текнува во тој период, добро, они нели секогаш ме сметаат за дете, ама во тој период да, затоа што млада ја добив диагнозата и некако дури некако не мислам дека некако одбегнува да ми ја соопштат баш да ми кажат мултипла склероза дека имам. Некако се одеше на тоа имаш оптички невритис. Епа сега кога ќе прашав добро што, викам утре што ќе биде, како и па добро не мора да значи, може вака до крајот на животот да ти биде еднаш се случило, мислам тоа навистина е непредвидлива МС-от. Меѓутоа, еве, родителите во таа возраст, еве, ја како што бев, се обидуваат секогаш да ги заштитат своите деца и
Не знам колку често родителите го седнуваат детето и му соопштуваат она баш сега ти имаш таа и таа диагноза. Затоа што не знам, можеби страшно им звучи самото име. Како прогресираше болеста? Еве Кај најнапред беше мене- засегнат очниот нерв. Да, потоа со терапии, со кортикостероиди се повлече воспалението. Да речеме, скоро целосно се повлече, меѓутоа после секој релапс се повлекува, значи воспалението, меѓутоа не може 100% да се повлече. Кај мене беше солидно, мислам, повлекувањето. После тоа имав истата година имав релапс диплопија, значи мене како ме фати на очите, не ме пушти таа првата година од диагностицирање. И после тоа имав некој си период на мирување, некој 7-8 години немав никакво влошување. Сега после пораѓајот, нормално после пораѓајот се јавуваат тие. Ќе проговориме за мултиплекс склерозата Така. и бременоста и тие детали ќе ни ги опишете, но јас би сакала претходно да го запрашам докторот во однос на ова што зборувавме, кога станува збор за прогрес на болеста, за влошување или пак подобрување. Дали кај сите пациенти што ќе примат кортикостероидна терапија ќе има подобрување? Од што зависи каков ќе биде развојот на болеста? Дали ќе биде брз, дали ќе биде поспор, дали терапијата ќе делува или пак нема да даде ефект? Кога кога зборуваме за мултипла склероза, право да кажеме дека има повеќе форми. Сега кога станува збор за најчестата форма, тоа е релапсно ремитентна и таа се карактеризира со нагло влошување на болеста, кое што се лекува со кортикостероидна терапија, односно се намалува тоа воспаление што се случило и ремитентна фаза, односно кога болеста мирува. Кортикостероидната терапија влијае на тие влошувања нагли, значи нагло започнато воспаление и од некогаш се подобруваат, некогаш може комплетно да се врати првобитната состојба од пред воспалението, односно пред тој релапс, меѓутоа некогаш не може да се во целост да се повлече тоа воспаление. А дали и како ќе изреагира, не можеме да знаеме, не можеме да предвидиме дали ќе се поврати комплет функцијата на одењето или на видот и така, меѓутоа најчесто се подобрува. Кога станува збор за терапијата, зависи од тоа каква е болеста, колку време трае, колку имаме активно воспаление преку го гледаме на магнетна резонанца, значи колку промени има на мозокот. Од тоа можеме да предвидиме или дали има во рбетниот мозок дополнително промени. Од тоа можеме да предвидиме дали болеста ќе биде попрогресивна или ќе биде поактивна, каде што можеби очекуваме да побрзо да се влошува и поагресивно треба да лекуваме, или пак кога станува збор за мал број на лези и промени во мозокот, тогаш можеби, не сме сигурни никогаш нормално, меѓутоа можеби да претпоставиме дека болеста нема така брзо да оди, така да може да се размислува каков тераписки пристап да се завземе кај тие пациенти. Жените што ќе забременат, чувствуваат подобрувања во периодот на бременоста. Зошто е тоа така? Во бременоста ги штити пациентите со мултипла склероза, односно тогаш болеста најчесто е мирува, немаме активност воспалителна, тоа е заради нормално хормонската промена која се случува за време на бременоста. Меѓутоа, исто пред да забременат, доколку болеста не е стабилна или имало доста релапси последната година, обично по завршување на бременоста постои голем ризик да се реактивира болест. Така да и тоа треба да се планира заедно со лекарот. Бременоста треба сепак да биде заедничка одлука кога е правото време. Значи сложена беше бременоста? Или не беше? Не, бременоста ми беше многу се чувствувавте добро? Да. Многу ми беше се едноставно. надевавте дека можеби потоа се ќе биде во ред? Ги изгубивте ли сите симптоми? Чувствувавте ли нагло подобрување? Да, апсолутно, и пешачењето ми беше подобрено, можев повеќе да пешачам, мислам, сите тие работи едноставно можев многу подобро да функционирам за време на бременоста. И сега после пораѓајот, нели, полека почнуваат да си се враќаат хормоните како што биле во првобитна состојба, да се појавуваат тие нели евентуални релапси, нели воспаленија. Докторот кој што ми беше гинекологот го праша, викам добро, викам најубаво се чувствував за време на бременност и вика па добро, вика во ред, вика меѓутоа не можеш да бидеш цело време бремена. Викам тоа е логично многу, меѓутоа ете. Како изгледаше потоа да се биде мајка која што чувствува влошување на симптомите? Па некако во првиот момент кога ми кажаа дека сум бремена, некако јас бев решена, нели, дека сакам дете.
барем едно дете, јас сакам дете, нели, знаејќи колку е сериозна болеста и самиот гинеколог некако, мислам, добро, жена, ми рече, вика, ај размисли, вика, знаеш колку е сериозна твојата болест, размисли дали ќе го раѓаш детето, да знаеш, вика, да беше мажите да беа во ваква состојба, вика, да треба да одлучат дали ќе раѓат они или не, вика, они се извини, доктор Бојан Бошковски, вика, они се малку посебични, вика, они не би оделе на овој чекор, вика, меѓутоа, кај жените е малку поинако, вика, размисли. И нема врска, мислам, ја немав потреба да размислував, беше решена да го, нели, да родам едно дете, барем едно. Да. И како изгледаше тој процес? Комплексен беше? Пораѓајот? После пораѓањето, кога имавте бебе во раце, а влошување на симптомите, ви беше ли потребна помош? За да се грижите за детето? Да, апсолутно. Апсолутно потребна е помош, да, тука беше мајка ми, нормално. Што ви се влоши потоа? Потоа се влоши движењето. На движењето се покажа и сега малку по малку, не можам да кажам, јас не знам, ми се влоши за 3 месеци состојбата, некако си ги споредував, лани да, овој период во март можев ова да го правам, оваа година не можам да го правам. Некако така ги споредував, нели го споредував и го следев моето влошување, што се вика. Добро, од една страна, нели, јас бев спремна на влошување, дури да биде и подраматично, ама така, да сакам едно, жените барем се едно спремни дете. да жртвуваат многу за да се реализираат како мајка, кога жена со мултиплекс склероза ќе ви собрати со совет што да прави. Што коментирате? Какви насоки давате? Добро што ме прашавте, ако не ме прашавте, ќе искоментирав. Значи, ние ги охрабруваме да забременат и да оформат семејство. Особено што, мислам, тоа е и добро, заради тоа што и во тој период болеста е стабилна, меѓутоа, единствено нешто што треба да се внимава е да болеста биде ставена под контрола. Тоа значи дека доколку е започната терапија во последната година или ако имаме чести релапси да пробаме, можеби да се смени терапијата, да се направи контрола на болеста, па потоа да забременат. Доколку болеста не е ставена под контрола, мислам, се случува и тоа, нормално, не можеме некогаш да постигнеме и тогаш ги охрабруваме да забременат, заради тоа што потоа ќе се справуваме и со ако во случај ако дојде до влошување. Во секој случај да не се свати погрешно, пациентите со мултипла склероза, пациентките, ствари можат да забременат, меѓутоа сепак треба да се одбере периодот кога е најдобро. Да се одбере периодот кога е најсоодветен. Јас мислам дека добро да се спомнува дека порано самите лекови кои што ги примавме не беа наменети за бремени жени, сега повеќето од лековите веќе се подобни за бремени жени примање. Така и порано, да речам, па и во моје време, јас сум малку помлад невролог, лековите се прекинува пред зачнувањето. Дури сега еден дел од лековите, односно таа прва линија на лекови, дури не се прекинува пред зачнувањето, со тоа што болеста може да се држи под контрола, заради тоа што ние не знаеме кога ќе се случи нели зачнувањето, така да може да се прекинат дури после зачнувањето, а се поголем број веќе има докази дека одреден број на лекови може да бидат и за целата бременост, така да не влијаат на плодот, така да и тоа е една работа што ја имаме во предвид кога станува збор за контрола на болест. Така, жените да се охрабрат во тој период. Докторе, можат ли пациентите да проценат кога ќе имаат релапс? Има ли некои тригер фактори? Што велат тие? Нема тригер фактор баш да проценат кога ќе се случи релапсот. Тоа немаме, за жал, тоа би било добро доколку можеме да предвидиме кога би се случил релапсот. Тоа не можеме да го следиме и затоа е битно да пациентите бидат ставени на терапија порано и да не се чека болеста да завземе некој свој природен тек. Така. Но да речеме кога сте под стрес, кога имате големи притисоци, чувствувате ли влошување на симптомите? Јас да, апсолутно. Чувствувам на движењето, нели моториката. Гледам дека многу потешко можам чекор да направам, многу потешко било што, мислам, секое движење ми е потешко. После стрес, еве да речеме и моментален стрес да е кочење на автомобил или некоја галама,
некако стресно делува. Јас мислам дека кај човекот сето тоа делува стресно, меѓутоа еве кај здравите лица не може да го примета толку, нели, толку дека е на вистина делува на телото. И сега кај мене, затоа што нели кај мене нервите се проблем, јас го приметувам, мислам буквално можам да си детектирам кога стресот и одма знам, викам сега е готово, сега не можам да станам и баш не можам да станам. Затоа што да, се случила тешка ситуација, некоја стресна ситуација. Само да појаснам, значи тоа не станува збор за влошување на болеста. Туку тоа е реакција на стрес и ние сите кога сме во некоја стресна за здрав човек, нормално некоја стресна ситуација може... Да, уствари не е релапс ова. Тоа не е влошување на болеста, нели како вика, се уплашив, не може вратата да ја најдам и тоа се случува. Меѓутоа, кај пациентите кои што имаат отежнато одење, каде што им треба поголема концентрација при одење, а исто така и можеби постои анксиозност, намалено расположение, тоа реакцијата на стрес е многу поголема и тоа може моментално да го влоши одењето или да има одредена доза на поголем замор што им влијае. Меѓутоа, не станува збор за акутно влошување на болест. Да, болеста кога станува збор за хронично влошување, таа постепено се влоши, ова што го кажа Ана, тоа е точно. Пациентите обично прават репер со лани ова време или пред 6 месеци ова време и тогаш приметуваат дека тоа што го правеле пред 6 месеци денес не може да го направи. Тоа е она постепено хронично прогресија на болеста, подла прогресија на болест. А акутното влошување е тоа кога го викаме релапс, тоа е веќе симптоми кои што се нови, драстично влошена состојбите и обично траат најмалку 24 часа и тогаш тоа се лекува. Најмалку 24 часа. Најмалку 24 часа треба. Колку може тоа сето да трае? Значи тоа може да трае да никогаш да не се врати во нормално, меѓутоа акутното влошување треба да трае најмалку 24 часа за ние да го сметаме дека станува збор за влошување на болеста, затоа велам. А тоа може да се со лекување да се повлече за 48 часа, некогаш за 7 дена, некогаш за 15 дена, некогаш делумно се повлече, некогаш комплетно да се опорави пациентот, така да има различни примери, не може никој да се поистовети со никој. Дали ке сите пациенти во одреден момент од животот, во одреден момент од болеста ќе биде засегнат одот? Да, одот е кај некој порано, кај некој подоцна, меѓу одот е тој што сериозно го намалува квалитетот на животот и одот е тој што ние го мериме преку скалите за мерење на инвалидитетот. Кога веќе одот е засегнат, тогаш квалитетот на животот нагло опаѓа. Пациентите најчесто и да они одат нормално вака, да ги гледаме како одат нормално, меѓутоа не може да изодат повеќе некогаш од 2 километра, па тоа паѓа на 1, па паѓа на 500 метри, доаѓа замор, мора да се одморат. Тогаш се намалува функционалноста во секој случај. Меѓутоа, кога ќе дојде тоа, само можеме да предвидуваме во зависност од почетокот на болеста, како што реков, колку има промени на магнетната резонанца, каков е првата манифестација на болеста и така. Ана, ке вас колку време беше потребно за одот да биде засегнат од поставувањето на диагнозата? Ајде да ми текне. Па не знам, после сега да време после диагноза, после поставување диагноза или после породувањето? После поставување на диагноза, да речеме, некоја си 13-та или 14-та година почна некој така неприметни за да речеме за околината, неприметно дека мене ми е влошен одот, меѓутоа јас се трудев буквално да се концентрирам повеќе за да можам поубаво да го направам чекорот или повеќе напор вложуваш за да можеш природно, за да изгледа дека природно одиш. И на крајот си нели ќе изодиш да речеме некоја дистанца од 100 метри и ти си изморен како да си пропешачил 2 километри. Затоа што буквално си го силиш телото да изгледа дека нормално одиш. Мислам, ете, тоа го се трудев да го правам, да, добро ми е, нормално ми е. Значи тоа се влоши нагло после породувањето? Не нагло, еве баш со, нели, со текот на времето. Така? Колку време после породувањето еве веќе моравте да земете помагало за движењето? Па еве да речам 5 години. 5 и пол. Како изгледаше тој момент кога одлучивте дека ќе земете бастун? Јас кога бастун? одлучив? Многу едноставно му реков на сопругот, ајде ќе одиме во Medicus Help, и така само ме праша, вика, зошто, што ќе правиме таму? Јакам да си земам бастун. И он ме погледна така чудно, не очекуваше, бидејќи обично
лицата со мултипла склероза одбиваат, ама по секоја цена одбиваат да земат помагало. Иако им е влошен и одот, иако имаат потреба од помош да се држат за некого, јас едноставно така си одлучив, викам, чекај малце, мене ми треба самостојно да отидам на работа, да отидам во продавница да си купам, нели, сакам банани или што и да е да си купам. Или да си купам облека, јас треба самостојно да функционирам, сакам да кафе со другарки. Ја едноставно така си решив и сега некако ги охрабрувам, не од сега, од многу поодамна ги охрабрувам лицата со МС, на кои што реално малку по малку им се влошува одењето и ги гледам дека единствено можат да излезат со потпирање на, да речеме, на родител, на сопруг, викам, секогаш им викам, земи си помагало. Земи си помагало тоа што ти треба, земи го. Ама не ќе на реакцијата е како ќе ме гледаат комшии, ќе ме гледаат колеги, викам во ред. Комшии и колеги не живеат со твојата состојба 24/7, што значи дека ти треба да си го прилагодиш животот како според твоите потреби, не според потребите на колегите или на комшиите. И некако не можам да ги охрабрам на такво нешто, нема шанси јас да земам помагало. И значи, тоа се уште стигматизацијата е присутна? Апсолутно, да. И сега тоа придонесува многу често и нели да се повредат. Нели ќе падне, ќе скрши рака, нога, мислам тоа е резултатот. Затоа што си викам, ја им викам, ортопедските помагала значи постојат за луѓето. Викам, инаку зошто има ортопедски помагала? Затоа што викам има корисници. Така. И сега, викам, за твојот квалитет на живот да ти е да си посамостоен, да функционираш, буквално да функционираш без да зависиш од некого. Се, ај, дојди да ме однесеш до таму и таму, да се видам со тој и тој. Така. На ваков начин си се враќа квалитетот на животот и слободата. Да, апсолутно нема зошто и некако не се чувствуваш дека ги малтретираш луѓето околу тебе. Ај, дојди сега, јас треба ова да направам, или дојди сега, рецепти треба да извадам. Ќе земеш бастумот, ќе си отидеш и самиот ќе си го направиш тоа. Ја мислам дека поисполнет ќе бидеш кога ќе видиш дека можеш да го направиш, така, без да малтретираш се останато околу себе. Се надевам дека ќе се охрабрат и дека ќе се надмине од нас стигматизација на околината, што очигледно и тоа е битен фактор во целата оваа приказна борба со болеста, но и борба со средината и со размислувањето. Некако луѓето мислат дека они се виновни затоа што имаат МС. И многу пати им кажувам, викам, да си крадец, викам, да си украл, утепал некого или било што да си направил, викам, тоа е, викам, за срамење. Викам, меѓутоа, викам, болеста, викам, не е нешто што ти си одбрал да го добиеш. Мислам, ајде сега сакам да имам мултипла склероза и сега да се срамим. Викам, болеста може секого да погоди. Буквално. Секој може да биде погоден од било која болест. Викам, заради твојот квалитет на живот, мислам, едноставно ќе се соочиш со болеста, добро, сега знам дека не е лесно, меѓутоа направи си го, постави го животот да биде во твоја полза. Тоа сакам да кажам. Животот да биде секогаш во полза на сите нас. Докторе, има бројни терапии кои што се наменети за мултипла склероза. Дали тие можат сосема да го решат проблемот? Има ли некоја таква која што дава надеж? Значи, морам да кажам, јас кога почнав да учам специализација неврологија, имаше само 4 лека. Сега се, не знам, сега да не ги бројам, да не сгрешам, можеби 10-12 лекови. Сите се достапни кај нас? Малте не сите се достапни кај нас, можеби некој не, меѓутоа се достапни, ги има на пазарот, меѓутоа ги нема во неограничен број, значи се ограничен е бројот. Како и да е, лековите имаат свое место, лековите се ефикасни, сите се различно ефикасни, некои се поефикасни, некои се помалку ефикасни и сега имаме можност при лекувањето да се одбере кој пациент би започнал со една терапија, па потоа да се завземе некако став и стратегија како таа терапија да се менува, односно кога да се промени терапијата во поефикасен дел. Во моментот, дури па ни во светот немаме стандарден протокол. Прво ќе почнеме со оваа терапија, па со оваа терапија, па со таа терапија. Туку најчесто се гледа индивидуален пристап, односно за зависност од пациентот. Така да новите лекови се поефикасни лекови, новите лекови сериозно ја намалуваат стапката на прогресија на инвалидитетот
и го намалуваат прогресијата на болеста, и така да мислам дека и во иднина, а и веќе сега, дека доколку терапијата биде подостапна и поголем број пациенти може да бидат ставени на терапија со мултипла, порано диагностицирани, мислам дека сериозно може да се одложи прогресијата на болеста и стекнување со инвалидитетот. Некои од пациентите се плашат да земат дел од овие терапии, велат имаат и несакани ефекти, температура ќе качат висока и слично. Од што зависи дали ќе има таква реакција лекот или не? Се прекинува доколку е силна, бурна Значи, реакцијата од несаканите него? ефекти се вообичаени кај овие лекови. Не можам да речем дека сите пациенти ќе ги искусат, некои од нив ќе искусат несакани ефекти. Меѓутоа, нормално зависи кој тип на несакани ефекти се. Некогаш кога се несаканите ефекти премногу изразени или пациентите не ги толерираат, например, како што е покачената телесна температура кај интерфероните или чувството на малаксавост и волкавост глобовите во телото, ако се тие преизрази, ако тие му сметаат во секојдневното функционирање, нормално дека тогаш се разговара за промена на терапијата. Меѓутоа, доколку се подносливи тие несакани ефекти, некогаш зависност за каков тип станува збор, се договараме со пациентите и пациентите не се откажуваат од лекот. Имаме некои несакани ефекти кои мораме да ги почитуваме, односно мораме да го прекинеме лекот. Да го намали, да го исклучиме лекот како што е. Да се исклучи сосема. Апсолутно тој лек, И да се најде некоја алтернатива. како што е падна белите крвни клетки, тогаш не можеме да оставиме така, мора да се менува. Така да секој пациент различно реагира на несаканите ефекти. Нормално ги разговараме кои се потенцијалните несакани ефекти со пациентите и носиме заедно одлука за почеток на терапија и за прекина терапија. Дали овие терапии се примаат само во Скопје, на Универзитетската клиника за неврологија, или пак можат пациентите да ја примат и во местата во Македонија каде што живеат? Оваа терапија за жал се дава, односно се зема само во Скопје, а може да се прима каде што пациентите живеат. Кога станува збор за таблетарна терапија и за инекциона терапија, тие пациентите мора да ја земат кај нас еднаш месечно и потоа ја примаат во каде што живеат. Се проба да се најде некој начин за терапијата да биде дистрибуирана во местата каде што живеат, меѓутоа не се успеа. Тоа е понекогаш голем проблем за пациентите да дојдат, да ја земат, па обично даваат полномошно некој друг во нивно име да ја земе, меѓутоа сепак е еден терет. Велики дел од нив и не се мобилни. Така е, еден терет да дојдат. Не само за мобилност, губење ден на работа, трошоци, финанси, бензинот до Скопје и назад. да дојде во Скопје или Гевгелија Скопје, обично по двајца, нели, мора, се извинувам ја што си се уфрлив, ама да, малце проблематикава и кај нас, нели, кај сите пациенти со примање терапии, сите некако настојуваат некако да ја примаме негде поблиску, нели, во местото на живење, затоа што навистина им е трошок и навистина е проблем, затоа што мора да одат во придружба со уште некој, еден да вози, еден да ги подигне терапиите и тоа е уствари еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваат пациентите. Така. И за кои што бараат решение еднаш. И веќе апелира еднаш и во оваа емисија дека бараат решение за нив очигледно и крупен проблем. А докторе, што е со онаа терапија со витамин Д? Со оној протокол кој што дел од пациентите се одлучуваат да го спроведуваат? Дава ли посакувани резултати? Тоа за сега нема докази кои што велат дека доколку се зема таква терапија со високи дози на витамин Д, дури има и некои дози од 20.000 единици дневно, па дури и повисоки дози, некои бразилски, италијански протоколи и така, за сега не постојат докази дека го минуваат текот на болест. Единствено што има докази или барем делумни докази кои што може да сугерираат е тоа е низок витамин Д пред почетокот на болеста може да биде ризик за појава на мултипла склероза. Меѓутоа, дополнително земање на витамин Д нема доказ дека ја подобрува болеста. Тоа што ние го препорачуваме и што е до сега барем според медицина базирана на докази дека пациентите може да земаат витамин Д доколку е низок или е нормален, меѓутоа да не земаат повеќе од 2000 интернационални единици на ден. Тоа нема да доведе до несакани ефекти и нема да се предозираат со витамин Д.
Имавме случаи каде што пациенти земаат високи дози на витамин D, кој што фактички витаминот D правеше за замор, исклучителен замор, што ние го припишувавме на самата болест, меѓутоа беше заради прекумерна, односно интоксикација со витамин D. Не сите ќе изреагираат на високи дози исто, меѓутоа сепак високите дози на витамин D може да направат други проблеми и несакани ефекти. Така да таква терапија која што го менува текот на болеста, сега за сега не постои. Ана, вие зимате терапија, онаа класичната терапија, има ефект? Откако ќе добиете релапс, сега како изгледа? Добро, терапиите ние ги зимаме за да не добиеме релапс. Уствари, за тоа служат терапиите. На таков начин, да се спречи влошувањето, Да, и всушност. сега јас мислам дека доктор Бошковски поубаво би објаснил. Самите терапии, значи, овие што ги примаме од државна болница, треба да се примаат континуирано. Значи, кај мене сум имала случаи многу пати кај пациенти кои ќе речат да, меѓутоа јас не си ги ставам, да речеме, инекциите. Викам, и сега јас прашам, добро, зошто не ги ставаш инекциите? Па добро, не ми е влошено ништо, во ред сум сега со болеста, викам, меѓутоа за да бидеш и понатаму во ред, треба да ги ставаш континуирано. Значи, терапијата за МС не реагира, да речеме, како ме заболе грло и сега се напив 2 C-витамина ми помина. Значи, доколку ти се јави релапс, тебе таа терапија која што ја примаме од државна болница, нели, кои што ни ги даваат, не значи дека ќе ти, односно не значи туку нема улога на да ти ја подобри состојбата. Значи, тие терапии треба да те превенираат од настапување. Да се превенираат влошувањата. Да. Тоа значи, докторе, упорност треба и редовно зимање. Да, редовно зимање. Никако подобрување на состојбата и откажување од терапијата. Значи, терапијата прво се започнува во договор со лекарот што води, се одбира кој тип на терапија и се почнува лекувањето. Лекувањето се следи преку магнетна резонанца, клинички се следи преку тоа како, дали се влошува болеста, дали не се влошува, дали изминатиот период имало релапси, односно акутни влошувања. И врз основа на тоа се разговара дали можеби треба да се промени терапијата. Не оваа друга терапија. Меѓутоа, како и да е, терапијата е таа што го модифицира имуниот систем, што ја намалува воспалението и ја држи болеста под контрола. Меѓутоа, терапијата мора редовно да се зема. Доколку некој пациент треба да се префрли од еден на друг лек, може тој лек да биде веднаш достапен или пак има листи на чекање? Тоа е голем проблем. Мислам, не е само кај нас, да се разбереме, секаде е, меѓутоа во по-развиените земји и побогати земји можат многу побрзо да ги прават тие промени. Кај нас немаме можност за сите пациенти да ги правиме овие промени, иако тоа е единствена стратегија за овие пациенти е да доколку еден лек не одговара или не може да се стави контрола на болеста, да се промени лекот. За жал, не можеме на сите пациенти да им ги дадеме во моментот сите лекови, така да затоа правиме селекција таму каде што најмногу може да се помогне, каде што сметаме дека е неопходно брзо да се почне со промена на терапија, таму се прави промената најчесто. А нарасте ли бројот на лица кои што се заболени од оваа болест? Што говорат податоците од вашето здружение? Сега, ја колку што знам некоја статистика е дека секоја година има од 90 до 120 ново заболени со мултипла склероза. И тоа, за жал, се, нели рековме, млади работоспособни лица од 20 до 40 годишна возраст. За жал, еве, доктор Бошковски кажа дека нема за сите, значи за сите пациенти со МС достапна терапија. Некако на секој начин апелираме да бидат, нели, опфатени што поголем број пациенти со терапија заради продолжување на нивниот квалитет на живот и нивната функционалност. Значи, доколку едно лице, да речеме од 20 до 30 години, заболи од МС, ако прима адекватна терапија, значи ќе може да биде продуктивно, нема да му напредува болеста, да му се влоши, нели, инвалидитетот, да му прогресира болеста и со тоа ќе биде функционален, ќе може да придонесува, нели, ќе биде работоспособен. А од друга страна, доколку не се обезбедени овие терапии, нели, таа болест ќе прогресира, лицето ќе треба да биде корисник на ортопедски помагала, на доместоци за инвалидитет, во многу често и инвалидска пензија,
што значи дека пациентите наместо да бидат функционални, преоѓаат да бидат товар на државата. Така. Од таа причина е многу важно, нели, достапноста до високоефикасни терапии. Значи достапност до високоефикасни терапии, доктора. Поевтино е пациентите да примаат клучно. терапија отколку да земат боледување. Апсолутно. Тоа е на подолги, нели, подолги стази. Што се вика, нели, ако се почне од сега на тој начин да се постапува, после години ќе се види ефектот. Само да појаснам уште една работа, не е точно дека нема за сите лекови, за сите има лекови, ново диагностицирани. Така. Проблемот е што не може да се прават брзо промените од една терапија на друга терапија. Инаку сите пациенти што се ново диагностицирани, мислам дека никој не е останал без терапија. Меѓутоа кога треба да дојде до промена на терапија, тогаш немаме за сите се достапно. Да не бидеме погрешно разбрани. Така. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Доктор, ви посакувам многу успех понатамошен во работата. Ана, вас многу здравје. Ви благодарам. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имајте пријатен ден.